На Македонија се случува вистинска револуција во брачните и семејните односи. Семејството денес изгледа многу поразлично од порано. Има се повеќе самохрани родители, поголем број разводи, расте бројот на вонбрачни заедници и на деца родени надвор од бракот. Во исто време законската рамка што ги уредува односи е поставена пред повеќе од 3 децении и според стручната јавност не ги следи промените. Како во фокусот да ги ставиме правата на децата и какви реформи се потребни за подобра заштита на сите членови на семејството. Гостин во денешното издание на, да си кажеме, е професорот од Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, Дејан Мицковиќ. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телно. Добре. Ваша специјалност е семејното право и минатата недела иницииравте конференција, одржување на конференција, односно ја одржавте конференцијата со главна теза дека е неопходна итна промена на законската регулатива во Македонија што ги регулира семено-брачните односи во земјава. Да, и поводот за тоа е ќе дискутираме. Јас во најавата веќе кажав, ги гледаме какви се трендовите во последните 10 до 15 години. Вие и таму го употребивте истиот термин. На македонското современо семејство му се случува вистинска револуција. Или некој можеби посилен збор. Да, оваа конференција се одржа пред неколку дена во организација на Юридика Прима и би сакал да се заблагодарам за организацијата на овој навистина значаен настан, на кој што организаторот се потруди ги покани да учествуваат сите професори по семено право од Македонија, значи од сите универзитети. Од сите универзитети, вклучувајќи ги, нели, најстариот универзитет во Македонија, меѓутоа и сите други, Штип, Битола, Тетово и така натаму, но беа присутни и други профили, значи беа присутни психолози, беа присутни професори по семени студии од Филозофскиот факултет, беа присутни адвокати, медијатори и така натаму, значи еден собир на правната фила која што се занимава со проблематиката на семејното право. И можам да кажам дека едногласен беше заклучокот, дека навистина ни се потребни реформи во сферата на семејното законодавство. Тоа е така, бидејќи трендовите од последните 10-15 години, а можеби и подолг период, откако сме во некаков период на транзиција која никако да заврши, бележиме значителен пат на бројот на бракови. Јас имам некоја статистика овде од 2010 наваму, за околу 20% е намален бројот на склучени бракови 2025 во однос на 2010 година. Во исто време, во истиот период, стабилно висок е бројот на разводи, односно има одредени години со минимален пат, меѓутоа генерално си е во некој стабилен раст, се поголем број на самохрани родители. Ова се покажува дека традиционалниот модел на семејство веќе не постои, односно семејството брзо се трансформира, но проблем е правниот систем што не ги следи овие промени и како што кажавме во најавата, имаме закони постари од 3 децении. Да, точно. Сите овие промени се случуваат во Македонија и тие се глобални промени. Македонија само го следи трендот на она што се случува во другите европски држави. Дури можам да кажам дека кај нас промените се случуваат и многу покасно. Причините се подлабоки, бидејќи промените во семејството генерално се врзуваат со процесот на индустриализација и урбанизација, кој што во Македонија започнува 100-150 години покасно отколку во некои други европски земји, Велика Британија, Шведска, Данска, Норвешка и така натаму. И од тие причини промените во македонското семејство се случуваат многу покасно. Затоа ние се уште велиме, се уште имаме патриархално семејство или патриархални семејни односи. Меѓутоа, промените и во Македонија се случуваат и правецот на промените е ист како во сите други европски држави. Значи, кај нас не се случуваат некакви различни промени од она што се случувало во Шведска пред 100 години или не знам во Белгија пред 80 или 100 години. Толку доцниме? Доцниме. Околу 80 до 100 години? Толку доцниме. Цел еден век? Да, цел еден век доцниме, меѓутоа прашање дали тоа добро или лошо. Затоа што видите овие трансформации доведоа до вистинска револуција во семејните односи, а бидејќи семејството е основна клетка на општеството, овие трансформации практично ги тангираат сите значени општествени системи, целокупното општество. И затоа овие семејни трансформации се навистина загрижувачки, бидејќи семејството е заедница во која што се раѓаат, се чуваат и се
социализираат деца. Тоа е неговата основна функција. И ако семејството не функционира во оваа насока, ние имаме драматичен проблем. Така што овие промени за кои што вие говорите се случуваат, се разбира, и во Македонија, подоцна отколку во другите држави, кои што кажав, но трендот е тој, правецот на промените е тој, но кај нас, за разлика од другите европски држави, што недостасуваат правните реформи. Значи, правото некако не ги следи овие брзи промени во брачните, во семејните односи. Ние со децении, можем да кажам, се залагаме за реформа на семејното законодавство. Добро, ајде пред да навлеземе во правната регулатива и она што вие го иницирате како итна неопходност од реформа, уште малку опис во овој дел на како изгледа тоа модерно семејство денес во тие најразвиени европски земји. Ги спомнавте некои од скандинавските или горе, она што велите, и тоа е прашање на дебата, дали е тоа добро или лошо, што доцниме 80 до 100 години. Како изгледа модерното европско семејство денес? Денеска не постои европско семејство. Постојат европски семејства. Значи, можеме да го користиме плурализмот. Не постои еден доминантен семејен модел, како што постоеше, да кажеме, во средината на 20. век. Татко и мајка живеат во заедница со нивните деца, најчесто таткото е вработен, мајката е домаќинка. Тоа е еден семејен модел кој што доминираше некаде во 20. век до средината на 20. век. Сега веќе не само што не постои тој модел, туку не постои ни еден универзален модел кој што можеме да кажеме дека доминира во сите европски држави. Затоа што имаме се повеќе партнери кои што живеат во вонбрачна заедница. Значи, никогаш не склучуваат брак. Е еден податок. Во 1960 година во земјите на Европската Унија имало само 5% вонбрачни деца, денеска има над 40%. Значи, скоро секое второ дете се раѓа надвор од брак. Значи, вонбрачната заедница, која што порано беше еден, условно кажано, изолиран феномен, денеска станува вистинска алтернатива за бракот. И зошто велам алтернатива? Затоа што во минатото најчесто младите живееле извесен период заедно во вонбрачна заедница, а потоа склучувале брак. Денес веќе тоа не е случај. Се повеќе партнери живеат вонбрачно и од која ќе се родат деца. Понатаму има, како што кажавте вие, се повеќе монородителски семејства. Заради големиот број разводи, се повеќе семејства имаме кај што децата или детето живеат само со едниот родител. Имаме се повеќе рекомпонирани семејства. Тоа се оние каде што барем еден од партнерите има деца од претходен брак или од вонбрачна заедница. Со еден збор имаме цела една лепеза на различни семејни форми и можам да кажам дека веќе во демографијата и во социологијата не се говори за еден доминантен семејен модел, туку за плурализам на семејни форми. Добро, и сега како професор по предметот семејно право, што им предавате на учениците, на студентите во прва година, основната дефиниција за современото семејство денес во Европа и во Македонија? Како тоа изгледа или и дефиницијата се загуби? Што се пишува сега во учебниците? Дефиницијата се загуби и најголем број европски законодавства нема дефиниција за тоа што е семејство. Таква е ситуацијата во Франција, во Германија, во Шпанија, во Италија, токму заради овие динамични промени. Тука не ги споменав и тоа е посебен комплексен проблем, новите репродуктивни технологии. Вие во Македонија денеска имате околу 10% деца што се раѓаат со помош на вештачко оплодување. И тука имаме навистина многу сериозни комплексни прашања околу тоа дали да се дозволи сурогат мајчинство, дали со сурогат мајчинството се разбива концептот на мајка, што е практично столб на човековата цивилизација. Како е регулирано тоа сега? Па кај нас е либерален законот. Дозволено е сурогат мајчинството и дозволено е брачен пар да склучи договор со сурогат мајка и да се роди дете. Меѓутоа, знаете како? Имаме сега тоа што го споменав, практично фрагментација на мајчинството, бидејќи едно дете во оваа ситуација може да има 3 мајки. Тоа е жената што ја донира јајцеклетката, тоа е сурогат мајката, она што го раѓа детето, и тоа е социјалната мајка, она што ќе го чува и одгледува детето. И сега се постава прашањето која е вистинска мајка на детето. Дали е биолошката, она што го родила,
дали е генетската, таа што е дала яйцеклетката, или оваа жена која што склучува договор со сурогат мајката и го одгледува детето како свое. Така што и тука имаме многу комплексни и сложени. Како е тоа регулирано во европските земји? Па во европските држави можам да кажам дека се повеќе земји го прифаќаат сурогат мајчинството, меѓутоа не е тоа секаде прифатено, посебно во оние условно кажано поконзервативни држави. Но не е само сурогат мајчинството. Сите овие комплексни прашања за кои што и проблеми за кои што говорев, ја отвараат дилемата пред законодавците како правото да го следи ова што се случува во реалниот живот. Веќе знаете, правото во семејниот живот не наметнува модели на однесување. Затоа што тука се многу побитни некои други норми, морални, етички вредности, религиозни, традиционални и така натаму. А правото мора да се прилагодува на тоа што се случува и да обезбедува такви норми кои што ќе овозможат подобра заштита на правата и интересите на членовите на семејството, а особено на децата. Апсолутно. Добро, кога велите дека законодавството доцни и не ја следи реалноста, дали станува збор за доцнење во вредностна смисла? Односно, како се разбира и дефинира семејството, она што го велите, се загуби дефиницијата дури и во учебниците на факултетите и генерално, меѓутоа сепак во законите мора да постои како се дефинира едно семејство. Например, нашиот закон е од 1992 година, како таму е дефинирано семејството и веројатно таа дефиниција не одговара на новата реалност сега. Да, и како е во Европа. Во законот е дефинирано семејството како животна заедница на родители и деца и други роднини доколку живеат во заедничко домаќинство. И тоа е дефиниција која што постои од 92 година. И тоа вие велите законот е од 92 година, не е од 92. Законот е практично од 1973-4 година. Јас видов со подпис на Киро Глигоров, председател е Киро Глигоров, а председател на парламентот е Стојан Андов. И видов годината убаво ми падна во очи 1992. Да, тоа е донесен закон од 1992 година, меѓутоа решенијата се преземени од законите од 1973 година. Практично и од тогаш до денес, повеќе од 50 години, немаме никаква позначена реформа во семејното законодавство, а ние, ако проговориме малку за тоа, можам да кажам дека веќе е подготвен нацртот на граѓанскиот закон, во рамки на кој се регулираат и семејно-правните односи. И тука предвидуваме навистина една многу сериозна реформа во сферата на семејното законодавство. И кога велите од 1973 е генерално оваа верзија од 92 што е донесена, потоа има некои измени. Има измени. Низ годиниве, меѓутоа велите тоа се само не се суштински. Незначителни корекции. Да. Нема суштинска промена од 1973. Така. Што прави експертската јавност во меѓувреме? Зошто иницирате дури сега измена? Ние иницииравме многу пати. Вие ги следите многу блиску и секојдневно промените во семејството, не само во Македонија, туку и во Европа ги гледате трендовите какви се и природно е дека разбирате дека е потребна итна законска промена што како што велите мора да ги регулира тие односи кои се базираат на нешто друго, на традиционал, на етика, морал, нешто друго. Како е возможно Македонија 3 децени да не промени да не направи суштинска промена на закон за семејство? Зошто не можам да разберам. Морам да кажам дека пред 15 години беше формирана една комисија за изработка на граѓанскиот закон. Тогаш беше министер за правда, мислам дека беше се сменија многу. Се сменија многу, не е битно кој бил министер, меѓутоа комисијата практично ја заврши својата работа. И нацртот на граѓанскиот закон е подготвен во рамки на кој во делот 4 се регулираат и семејно-правните односи. И ние тука навистина предвидуваме длабока и сериозна реформа и се надеваме дека во наредниот период овој нацрт кој што е доставен до Министерството за правда ќе биде добра основа за поширока јавна расправа по која што ќе учествува целокупната академска и стручна јавност, судиите, адвокатите, правниците, представниците на академската заедница, странски експерти се разбира, за да дојдеме до најдобри решенија на семејно-правните односи, така што
Еве, ако ме прашувате дали е работено на реформа, реформата е завршена. Зошто не е устапена на сила? Зошто не е истуркана во форма на нов закон? За да стапи во сила, треба да ја завршиме јавната расправа и понатаму останува на политичката волја Министерството за правда, владата и парламентот да го усвојат овој законски текст и се надевам дека тоа ќе се случи во догледно време. Нејасно е како е можно во толку енормен раст на број на случаи на семејно насилство кои стануваат и видливи и го вклучуваат алармот на вистина и јавноста е сензибилизирана после секој таков случај и после такви трагични случаи на деца кои ги загубивме низ годиниве, да нема политичка волја доволно за да се истуркаат промени на закон за семејство и брак и да се стави заштитата на детето во фокусот. Видете, имаме ние посебен закон за заштита на семејно насилство. И проблемот според мене, бидејќи јас навистина го следам ова што се случува и ја делам загриженоста на јавноста од сите овие настани несреќни што ни се случуваат, проблемот е во тоа што законот не се имплементира како што треба. И еве сега имаме еден судски процес кој што цела јавност го следи и јас колку што можам да видам, проблемот тука е тоа што институциите не реагирале на време и не реагирале согласно нивните законски обврски и надлежности. И сега во судскиот процес веројатно тоа и ќе се докажува. Така што не е дека не постои правна рамка за заштита од семејното насилство. Постои. Меѓутоа, за жал, како и во многу други сегменти, тука законот не се спроведува како што треба. Овој закон за семејство и овој нацрт граѓански законник, што го стручно го нарекувате книга 4, што се однесува на семејно-правните односи, ќе придонесе ли за поголема заштита на сите членови на семејството и дали ќе ги стави децата во фокусот и на тој начин ќе биде на дополнување на тој закон за заштита од семејно насилство? Дали ќе бидат подобро заштитени жртвите на семејно насилство ако се променат законот? Видете, овој закон за заштита на семејно насилство е посебен закон. Порано овие норми за заштита од семејно насилство беа во законот за семејството, меѓутоа со носење на посебен закон тие се издвоени. А во однос на заштитата на децата, бидејќи не се децата само жртви на семејно насилство. Имаме многу сегменти каде што правата на децата не се доволно заштитени во сегашното законодавство и основен фокус на работната група која што јас ја раководев за реформа на семејното законодавство беше токму за подобра заштита на правата и на интересите на децата. Например, ние во нашиот закон за семејството сега ги немаме инкорпорирано двата основни столба на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето. Тоа е правото на детето да го каже своето мислење во сите постапки кои се решава за неговите права и интереси. Тоа не е до крај имплементирано. При развод на брак или? Во сите сегменти, не е само при развод на брак и најдобриот интерес на детето и тие две начела ние ги вградуваме во оваа реформа како една од, би кажал, позначајните новини во нашето семејно законодавство. Но има и многу други новини, јас можам да ги набројам, да кажеме, се забранува физичкото казнување на деца во законот за семејството од страна на родителите. Ние денес таква експлицитна забрана немаме. Во тој од 73, односно 92. Во тој стариот закон и во сегашниот закон од 92 година и една од новините која што сметам дека е значена е тоа што во законот се предвидува дека родителите не смеат физички да ги казнуваат своите деца. Сега некој ќе каже тоа не одговара на нашиот, не знам, менталитет или подневи и така натаму, меѓутоа одговара на сите психолошки и социолошки истражувања во светот кои што покажуваат дека физичкото казнување на децата од страна на родителите предизвикува долгорочни негативни психосоцијални последици за развојот на детето. И затоа во законот предвидуваме дека родителите не смеат физички да ги казнуваат децата, туку треба да користат конструктивни модели за воспитување и образование на детето. Сега некој ќе каже тоа нема да се почитува во пракса. Меѓутоа знаете како, јас сакам често да кажам дека правото има многу функции, има превентивна, има заштитна, има репресивна функција, меѓутоа има и насочувачка функција. Значи правото треба да ги насочува граѓаните кон општествено пожелно однесување. И ако вие во законот ставиме дека
Родителите не смеат физички да казнуваат децата. И вие како новинари тоа го пренесете во јавноста. И секој родител тоа го слушне и дознае дека постои некој закон во кој што се вели дека не треба физички да го казнувам детето, тоа ќе има влијание и на затоа што траумата од насилство ќе вроди со ново насилство. Значи насилството никогаш не е решение, особено во семејните односи. Добри, кога станува збор за овој закон за семејство, што е основа и колку е тој застарен, дали тој ги препознава оние нови форми на семејство за кои зборувавте во воведот кога ги опишувавте современите семејства денес, на пример вонбрачните заедници, дали ги воопшто ги покрива како такви самохрани родители, она сложени семејства што ги опишавте претходно? Па да тргнеме од вонбрачната заедница. Имаме еден член дека ако мажот и жената живеат во заедница подолго од 1 година, таа се изедначува со бракот, меѓутоа во два сегменти, во однос на правото на издржување и во однос на поделба на имотот. Меѓутоа, тоа е застарено решение и предизвикува многу проблеми во пракса. Зошто е тоа така? Прво, затоа што понекогаш е тешко да се докаже постоењето на вонбрачната заедница. За брак е лесно. Имате извод од матична книга на венчани и тука стои дека партнерите тие склучиле брак. Кај вонбрачната заедница тоа не е случај, тоа е фактичка заедница. И некогаш партнери живеат заедно, ќе се разделат и потоа треба еден од нив да докажува дека навистина живееле подолго од 1 година и така натаму. Но посериозниот проблем е тоа што за вонбрачната заедница не се предвидени брачни пречки. Така што ние имаме една парадоксална ситуација, и тоа не се случува и во пракса, еден човек истовремено да биде или жена и во важечки брак и во важечка вонбрачна заедница. Како е тоа можно? Па партнери живеат во брак, едниот ќе го напушти другиот, но бракот не е разведен и почнува живот со друг партнер или партнерка. Ако таа заедница трае подолго од 1 година, ги исполнува законските услови да биде важечка вонбрачна заедница. Ние сега практично имаме и важечки брак, бидејќи не е разведен, важечка вонбрачна заедница и дополнително тоа многу ги комплицира предсеимотно-правните односи. И како тоа кога во ситуација кога ќе заврши некаков таков однос на суд, како одлучуваат судовите? Па во пракса? Имаме судска пракса, имаше еден таков случај кога еден човек беше истовремено и во брак и во вонбрачна заедница и сега се поставуваше прашањето како да се дели имотот стекнат во таа вонбрачна заедница, дали помеѓу вонбрачните партнери или помеѓу партнерот и неговата брачна партнерка, бидејќи бракот не беше разведен и судот донесе одлука, сметам исправно дека треба да се дели помеѓу вонбрачните партнери ако е стекнат во вонбрачна заедница. Но да ги избегнеме овие правни празнини и проблеми што не се јавуваат, ние во граѓанскиот закон во делот 4 семејно-правни односи ова прашање го регулираме на сосема поинаков начин. Како? Кусо регулираме дека прво не може вонбрачната заедница да произведува правно дејство доколку не е разведен брачни пречки. Значи, прво не е само да биде разведен бракот. Не треба да бидат роднини. Бидејќи во брак вие не можете да стапите ако сте роднина во права линија или во странична линија до 4 степен. Тоа се први брат учеди. Таква брачна пречка за вонбрачна заедница не постои. Сега се постава прашањето дали ако не знам, полубрат и полусестра живеат во вонбрачна заедница, таа ќе произведе правно дејство. Нели? Тоа е инцест практично. И затоа предвидуваме дека и за вонбрачната заедница мора да постојат брачни пречки, односно не смеа да постојат брачни пречки, за таа да може да произведе правно дејство. Едно од клучните работи што ги спомнавте на конференцијата е поделеното родителство што функционира во многу земји од Европската унија. Кај нас тоа не знам, не е случај. Дали тоа подразбира рамноправност во време и одлуки во случај кога еден брак се разведува, па децата остануваат и кај двата родители, и зошто кај во Македонија тоа досега не е променето? Да, ние долго време се залагаме и за измена и во овој сегмент на семејното законодавство, бидејќи бројот на разводи во Македонија расте како и во другите европски држави. Така што ние во сегашниот закон за семејството имаме одредба дека родителското право припаѓа подеднакво и на таткото и на мајката и дека тие треба да го вршат заеднички и спогодбено, но недостасува одредба дека родителското право се врши заеднички и спогодбено и по разводот на брак. Значи во оваа реформа за која што говорам, внесуваме таква одредба, значи и по разводот на бракот, доколку судот не процени поинаку во интерес на детето, родителите ќе имаат еднакви права и обврски, како и во текот на бракот. Тоа е во однос на вршењето на родителското право. Употребите термин договорно.
А ова што вие ме прашувате, поделено родителство е нешто друго. Поделено родителство кога има конфликт силен, веројатно и кога не може да се спогодат. Не, поделено родителство подразбира дека детето или децата ќе поминуваат подеднакво време или приближно подеднакво време и кај едниот и кај другиот родител и практично ќе имаат два дома. И овој модел постои долго време во европските држави и во Македонија ние го предлагаме во оваа реформа за која што говорам. Во други држави дава добри резултати, доколку партнерите, односно родителите се согласни со овој модел, така што овој модел обезбедува децата да не ја чувствуваат толку изразено травмата од разводот на бракот, бидејќи и по разводот на брак ќе се имаат постојани, редовни контакти и ќе бидат чувани, воспитувани, социализирани и од страна на двајцата родители. И ова е една од позначајните реформи и мислам дека и невладините организации кои што се занимаваат со овие прашања долго време инсистираат на оваа реформа и, како што кажувам, и таа реформа ја предвидуваме во граѓанскиот закон. А во ситуации каде што сопружниците се силно спротивставени или силно конфликтни и не може да се спогодат, а детето е изложено на континуиран стрес, како се балансира тоа? Тоа е проблем кој што се јавува во сите европски земји. Кај нас тука е во преден план улогата на Центарот за социјална работа, бидејќи по разводот на бракот судот бара мислење од Центарот за социјална работа како да се врши родителското право. Ние се обидуваме и тука, по примерот на голем број европски законодавства, бидејќи практично ги проучивме сите и ги користевме позитивните искуства од сите држави, се обидуваме да внесеме една новина во семејното законодавство, која што сега ја нема, тој е така наречениот родителски план. Тоа значи дека родителите со помош и поддршка на Центарот за социјална работа ќе треба да подготват еден родителски план кој што ќе ги регулира сите прашања врзани со вршењето родителските одговорности по разводот на бракот. Тоа значи кај кој родител ќе престојуваат децата, колку ќе престојуваат кај едниот, колку кај другиот, како ќе се одржуваат личните контакти на едниот родител со децата, колку ќе се плаќа издршка. Практично се регулираат сите прашања кои што се значени за правилно чување и воспитување на детето. И ако приметивте, го користам терминот родителска одговорност, сегашниот закон го користи терминот родителско право и тоа е една новина. Предлагаме во реформата за која што говорам, родителското право да се замени со терминот родителска одговорност, бидејќи тој термин подобро ја одразува суштината на односот помеѓу родителот и детето. Кога говорите за родителско право, произлегува дека детето е некаков предмет и родителот има само права. Во преден план се обврските и одговорностите на родителот. Тргајќи од постулатот дека секое право донесува и обврски, односно одговорност. Така. Добро, колку е во сегашните закони почитуван принципот најдобриот интерес на детето во секоја ситуација? Дали е така? И дали и тука треба? Во нашиот закон за семејство го немаме концептот најдобар интерес на детето. И затоа во оваа реформа за која што говорам, концептот на најдобар интерес на детето се градува како едно од основните начела. И од тоа начело понатаму мора да бидат раководени сите кои што имаат било каква улога кога решаваат за правата и интересите на детето. Дали се тоа социјални работници, суди, адвокати и така натаму, но и родителите. Значи, една од, би кажал, позначајните новини е дека родителите кога го вршат родителското право, особено кога се работи за повозрастни деца, имаат обврска да ги информираат децата за сите значајни одлуки што ги носат врска со нив и да го побараат нивното мислење. Значи, и тука воведуваме принцип дека детето мора да има право да го каже своето мислење кога се решава за неговите права и интереси. Исто така имаме една новина, дека детето не може да биде присилено на образование кое што тоа не го сака. Во пракса имаме често такви ситуации. Родителите запишале каде што да остварат некакви своји амбиции, така натаму сакаат детето да биде, не знам, лекар или некоја друга професија, а детето има сосема поинакви афинитети и желби и сега родителот упорно сака да го запише таму и сега во оваа законска реформа за која што говорам, предвидуваме дека не може да не се слуша мислењето и гласот на детето. Бидејќи детето, тоа е клучот на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето. Детето не е пасивен објект на заштита, детето е субјект на права. И тоа мора да има права и мора да може да ги оствари своите права во една законски регулирана постапка.
Спомнавте неколку пати центри за социјална работа. Колку во земјава имаме развиена мрежа за психолошка и социјална поддршка за семејствата што се во криза или на децата на кои им е потребно такво нешто, или правниот систем останува единствен излез ако некое семејство се соочи со било каков проблем? Видете, центрите за социјална работа се институции кои што имаат огромен број надлежности. Значи, тие треба да ги решаваат сите овие семејни прашања. Тие се занимаваат со проблемот на деца на улица, се занимаваат со проблемите поврзани со семејно насилство, со социјалните загрозени категории и така натаму и така натаму. А нема доволно кадри, нема доволно инфраструктура, имаат бројни предизвици. И затоа мислам дека освен законска реформа за која што ние долго време работиме, се залагаме и се надеваме дека таа ќе се реализира, мислам дека на нас не е потребна и институционална реформа, односно, во примерот на голем број други држави, потребно е да постојат специјализирани установи кои што ќе се занимаваат само со прашања поврзани со брачните семејните односи. Тоа денеска е во рамките на центрите за социјална работа, меѓутоа тие голем проблем имаат да одговорат на овие потреби на граѓаните, бидејќи кој што кажав се преоптоварени со надлежности, но и немаат доволно капацитети. Нема брачни и предбрачни советувалишта какви што постоја пред 2007. Затоа се залагаме исто, затоа се залагаме во реформата за која што говорев да се воведат и брачни и предбрачни советувалишта, но тие да немаат само формална улога. Сега има 20-тина, ама како функционираат не се... Значи, суштината на тие советувалишта е да бидат вистинска помош и поддршка на оние семејства на кои што таква помош и поддршка им е потребна. Рековте сте ги проучиле добро европските системи во овој дел. Кои решенија се покажале најефикасни? Ако треба да земеме еден за пример и да го прилагодиме во македонски услови, кој би го посочиле? Која земја најдобро ја прилагодува законската регулатива на промените на семејството денес? Па, тоа е тешко да се каже затоа што знаете како ние ги земавме предвид сите законски решенија, меѓутоа мораме да го земеме предвид и нашиот културен контекст. Значи, не можеме ние да земеме решение од, не знам, Данска и да кажеме така е во Данска и тука ќе биде совршено ако го примениме тоа. Значи, мораме да имаме предвид нашата култура, традиција, правна историја, досегашни решенија, она што се покажало како добро во пракса, така што не одевме на тоа да преземаме некакви готови решенија. Тие ни беа повеќе патоказ во кој правец се движат другите законодавства. Ние секако повеќе ги следиме тенденциите на законодавен план во регионот, на она што се случува во регионот и тука ни се блиски. Се разбира државите со кои што сме делиле заедничка историја, би ја споменал Хрватска, која што има еден од подобрите закони за семејството, го правеше пред 10 години, денес веќе размислува за реформа. Србија, Грција има граѓански закон кој што е релативно квалитетен. Кога би можел да издвојам од источните земји, можам да кажам дека доста ни користеше чешкиот граѓански закони, кој што е еден од поновите и еден од поквалитетните. И се разбира, главните граѓански законици, францускиот и германскиот, ни беа основен ориентир. Професоре, кога зборуваме за бројот на вклучени бракови, за бројот на разводи, за новите предизвици, често пати се соочуваме и со проблемот на демографија, на демографската криза со која е соочена и изложена Македонија. Дали демографскиот пат е резултат на промените во семејството или обратно е? Демографскиот пат е причината, а ова што се случува во семејството, овие трансформации се последицата? Во основа, демографските промени се случуваат од кога се случуваат овие брзи динамични промени во брачните во семејните односи. Затоа што, ако се вратиме наназад во европската историја, да одиме пред 200 години, една жена радела практично во целиот свој фертилен период. Како се менуваат односите во бракот и во семејството, се намалува и наталитетот. И тоа е процес кој што не е присутен само во Македонија, да не ме разберете погрешно, тоа е глобален проблем. Сите европски држави практично се соочени со овој проблем. Да ви ја споменам Русија. Така, не е проблем само на либерализмот и на западниот свет. Не, па еве Русија да ја споменам. Во последните 10 години бројот на Русија намален за 5 милиони, не само заради војната во Украина, туку заради драматичен пат на наталитетот. Значи 5 милиони руси имаме сега помалку отколку пред 10 години заради тоа што драматично паѓа наталитетот. Таква е ситуацијата. Но ова не е резултат на лоши закони што ја регулираат семејната сфера, семејно-брачната сфера. Не. Законите не можат, се многу подлабоки. Законите не можат, значи вие може да донесете закон дека не знам
секој треба да има по 5 деца. Така, дали тоа ќе се применува во пракса, мислам. Многу држави се обедуваат со комплексни мерки, законодавни мерки на социјалната политика, здравствената политика, образовната политика, едукацијата, да го зголемат наталитетот, бидејќи таа бела чума или бела смрт се случува во сите европски држави. Меѓутоа, морам да кажам дека тоа е навистина многу тешко, затоа што овие промени во брачните и семејните односи се толку брзи и толку длабоки, што е малку тешко сега да го вратиме тркалото на историјата назад. Значи, еве да ја земеме еманципацијата на жената, таа е еден од главните фактори за сите овие промени и трансформации. Секаде во Европа се забележува дека жените се покасно се решаваат да склучат брак и се решаваат да раѓаат се помалку деца. И тоа сега не можеме ние преку ноќ да го промениме со измена на законот. Така што, а кај нас дополнително проблемот со демографијата е уште покомплексен затоа што имаме и масовно иселување на младите. Практично оние што треба да раѓаат деца си заминуваат од државата. Добро, ако треба во однос на законската регулатива повторно што ги дефинира односите во бракот и семејството, кои се најкритичните точки што треба итно да се променат и што ќе се случи ако не се преземат мерки веднаш? Најкритичните точки често ги забележува и Европскиот суд за човекови права, бидејќи ние веќе изгубивме неколку предмети пред Европскиот суд за човекови права, посебно кои што се однесуваат на вршење на родителските одговорности после разводот на брак. Тука е навистина потребна реформа. Споменав, треба да се реформира вонбрачната заедница, тоа произведува проблеми во пракса. Имаме реформи и кај имотните односи помеѓу брачните партнери. За прв пат го предлагаме и брачниот договор, значи партнерите сами со договор да се ги регулираат меѓусебните имотни односи и на тој начин да се обезбедат, остварување на нивните желби и интереси. Особено би кажал дека ни се потребни реформи во однос на заштитата на правата и интересите на децата. Значи тука навистина заостануваме за другите европски законодавства. Значи вонбрачна заедница, постапка после разводи и дете. И права на деца се така. Добро, и имајќи предвид дека ги проучувате семејствата и историски и сега како одат, какви се прогнозите? Како ќе изгледа македонското семејство по 10, 15, 20 години, малку подалеку во иднината, со оглед на тоа што рековте, некои работи не може да се регулираат со закон, не може да наложиме никому како ќе живее, колку деца ќе има или едноставно тоа си е работа и на природата и на Да, очекувам овие трендови кои што се веќе започнати да продолжат и понатаму. Кажав дека ние заостануваме или сме зад другите европски држави во однос на некои реформи. Еве само еден податок, во Македонија просечно се раѓаат околу 15% вонбрачни деца годишно. Европскиот реков е 40. Европскиот е 40, но некои земји се над 40, тоа е европски просек. Но имаме земји, да кажеме, балтичките држави се светски рекордери. Таму еш 2/3 од децата се раѓаат надвор од брак. Бугарија, нашиот сосед Бугарија, веќе над 50% од децата се раѓаат надвор од брак. Македонија тој тренд ќе продолжи, значи сега имаме 15%, во наредните 10, 15, 20 години овој број ќе продолжи да се зголемува. Се зголемува бројот на разводи, несомнено, бидејќи во Европа секој втор брак се разведува, практично секој, ако минатата година се склучиле во ЕУ 2 милиони бракови, имало 1 милион разводи. Во Македонија, вие спомнавте, отприлика секој 6-ти брак се разведува и тука ќе имаме раст. Ќе имаме раст на еднородителски семејства, каде што децата живеат само со едниот родител. Ќе имаме раст на рекомпонираните семејства и токму поради ова ни е потребна оваа законодавна реформа која што ќе обезбеди поддршка за семејствата на кои што таа поддршка е потребна и особено ќе обезбеди подобра заштита на правата и на интересите на децата. Има во моментов политичка волја за тоа? Па јас се надевам дека има. Ние сме оптимисти дека овој нацрт на граѓанскиот закон, после оваа расправа за која што претходно споменав, ќе добие политичка поддршка од сите политички партии, бидејќи ова не е прашање само за една политичка партија, ова е од национален интерес, бидејќи, реков, семејството ни е основа на општеството и се надевам дека оваа реформа ќе добие поддршката од сите политички партии. И за крај, ако треба да дадете една академска оценка на македонското семејство денес, колку е тоа здраво или во каква кондиција е
велам ако треба да се оцени како Па за жал студент. можам да кажам дека македонското семејство се наоѓа во една длабока и брза трансформација која што предизвикува сериозни дилеми и предизвици за сите, и за членовите на семејството, но и за општеството и за државата во целина. И од тие причини мислам дека е час дојден е часот за овие законодавни реформи, но и за поголемо информирање за јавноста за овие прашања и за овие проблеми, затоа што знаете, јас често сакам да кажам, ние сме некако преоптоварени или преокупирани од некакви реформи во, да кажам, кривичното законодавство. Па 35 години нешто менуваме закон за обвинители, судови, па имаме борба против криминал и така. Меѓутоа, за среќа, не се сите 1.800.000 граѓани на Македонија криминалци. Така. Но сите 1.800.000 се раѓаат, живеат во заедници, склучуваат брак, се раѓаат деца, се разведуваат, се јавуваат проблеми по развојот на бракот околу родителските одговорности, починуваат, се наследуваат, склучуваат договори, стекнуваат собственост. Сите овие прашања ги регулира граѓанското право и граѓанскиот закон. Мислам дека е време конечно да се фокусираме на реалните потреби на граѓаните. Професор Мицковиќ, благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Скаша. Благодарам и на вас. Почитувани, благодарам на вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.